Надоместокот за стечајците согласно законот, кој што ќе почне да се прави доколку секако пратениците го усвојат овој ребаланс на буџетот, по пат на дебата, ќе биде согласно она кое што беше проектирано, очекувано барање на стечајните работници или многу приближно до тоа. Наша цел е, навистина, сите стечајни работници кои што со предходните закони не беа офатени, конечно да бидат офатени со месечен надоместок. За сега немаме предвидено издавање на евроврзница. Со самата реализација на буџетот се зависи исполнувањето на самиот буџет. Ќе ги носиме и политиките и транспарентно веднаш ќе информираме. Тоа што сакам да го знаете и за делот на капиталните инвестиции. Ако биле проектирани некои 26 милиарди денари за капитални инвестиции, а до сега еве го на полугодие ќе ме коригира министрот за финансии, некои 9 милиарди се реализирани. Нереално е да ја лажеме јавноста со скриени завршни сметки дека тоа ќе се реализира. Капиталните инвестиции од 26 милиарди ги намалуваме некаде на 23 милиарди. Тоа е реално. Можевме да останеме на 26, можевме да ги изголемиме, тоа не е честно буџетско представување. Логично е да го дуплираме 9 милиарди до 18, дадов амбиција на сите министри, посебна посветеност на проектите, експроприациите, тендерирањето, издавањето на одобренијата за градба и имплементирањето на капиталните инвестиции, заради тоа што капиталните инвестиции се толку драгоцени, секој денар пуштен во капитални инвестиции значи дополнително подобрување на севкупниот амбиент за живот во Македонија, пари бризгани директно во стопанството, покачени плати, кои што исто така враќаат и значаен дел во буџетот на Македонија. Повелете? Значи, за сега откриевме со циркуларот близу 400 милиони евра. Тоа се некаде повеќе од 24,5 милиарди денари скриени непријавени долгови. Бројката ќе расте, заради тоа што се уште се кријат фактури во фиоки, се уште не се евидентираат во официјалната евиденција, но и тоа не исплаши. Секако тоа се долгови кои што треба Македонија преку буџетот да си ги плати. Направивме договори, разговори за да може да пуштаме пари, се со конечна цел да тие пари се враќаат во стопанството, се раздолжиме како држава пред се домашни компании, но некои странски компании, но и било каде што должи државата. Вграден е тој долг и во скриените 23 милиони евра пример за струја на државните институции, некаде повеќе од 15 милиони евра неплатени вода, сметки за смет, за канализација или слично на самите државни институции, се со конечна цел динамиката на раздолжување на државата со своите долгови има засилен тренд и темпо, а при тоа да алиментираме вакви политики. Тоа само по себе кажува колку се возможни заштеди во непродуктивни трошења во буџетот, за да можеме да ги исплаќаме долговите, а истовремено да понудиме нови перспективи кои што навистина живот значат за граѓаните. Ве молам? Не ве слушнав ако сакате. Веројатно пописот кој што го дава податокот за бројот на жителите во Македонија дава и многу економски податоци. Јас верувам ако имавме попис како Република Македонија, досега проекциите ќе беа уште попрецизни овде. А прецизноста на проекциите значи резервоар нов, да решиме некој нов проблем. Како што се деца на улица, деца што спијат под мостови или слично. Пописот само уште еднаш се потврдува и при овој ребаланс на буџетот дека е неопходен на Македонија. Владата вети во првите 2 години извршување на попис за Република Македонија. Заради тоа што веруваме дека за 3 месеци ние не можеме да го завршиме пописот. Секако следните проекции на 6 и 9 ќе ги објавиме. Не би сакал, заради тоа што знаете, дебатираме со граѓанскиот сектор, опозицијата, МАНУ, експерти, универзитети на секој дел. Се уште владата согледува слабости на системот кои што постојат, а се пречка за пописот. Штом ќе ги имаме сите инпути како информација и бидеме подготвени, ќе објавиме веднаш информации за ова прашање. Буквално сите патишта кои што се почнати, проектирани
недозавршени или било кој, ќе продолжиме. Се што е инфраструктура ќе продолжиме. Се што е изградба на училиште ќе продолжиме. Уфрливме уште неколку училишта изградба и неколку реконструкции. Продолжуваме таму кај што почнале сали незавршени да ги завршиме. Продолжуваме со се што е капитално во државата. Само да дополнуваме со одредени нови проекти. Имаме 2-3 училишта во Источна Македонија, 2-3 во Централна и 2-3 во Западна Македонија. Буквално таму каде што трендот на деца треба да го следиме, ќе расте. Имаме нови училишта и за децата од македонска националност, и од албанска, и од бошначка, и од турска, и од ромска, од сите националности буквално во државата, но истовремено она што значи пример за главена проекција на одредено проектирање на одредена патна делница. Ја образуваме за да биде тендерирана и веднаш да почнеме со извршување. Ги решаваме причините за застојот на автопатот Кичево-Охрид и автопатот Миладиновци-Штип. Се надевам дека многу брзо ќе бидат решени, се работи за имотно-правни односи, промашај на косини, промашај на траси, правно формално штом се заврши, парите постојат. Тоа се пред се за двата автопати кинеските кредити, како што знаете, некаде се околу 580 милиони евра пари, тоа се кредити земени кои што ќе ги враќаме сите граѓани на Македонија. Целта е ден поскоро да почнат активностите и да бидат завршени токму овие автопати. Но продолжуваме со патиштата Штип-Кочани, кои што не се започнати, но треба да се реализират. Штип-Радовиш, Росоман-Градско, Росоман-Прилеп и многу други делници. Се надеваме дека ќе ги завршиме сите проектни документации за патот Скопје-Блаце и многу други автопати во Македонија. Ги има вкупно на број преку, ако не се лажам, 20, кои што треба да бидат отстранете одредени проблематични ситуации кои што ги сопирале, а веднаш ќе продолжиме со нивно реализирање. Јас очекувам многу брзо, заради тоа што деловникот е јасен, 20 дена буџетот мора да опстои во собранието, да отстои, каде што во склоп на тие 20 дена и 10 дена расправа по комисиите и дополнително има 5 дена пленум. Знаејќи дека денеска веќе е испратен и ќе биде во архива на собранието, од прилика јас очекувам пред празникот Илинден, буџетот да биде донесен, почитувајќи ги сите деловнички рокови и правата на пратениците да дебатираат, да поднесуваат амандмани, да дават сугестии и конечно да одлучуваат по буџетот. Не, од вкупниот буџет на премиерот, кој што бил проектиран, ако не се 1.600 и нешто, минусирано е 420 милиони. Тоа се некаде 30% од потребите на кабинетот на премиерот и генералниот секретарат во трошењето, заради тоа што тука, како и во другите министерства, но и тука зафативме непродуктивни трошења. Ќе ви кажам само еден податок, може би е соопштен од некој од колегите. За CNN договорот во владата е 950.000 евра, Агенција за странски инвестиции 950.000 евра. Веднаш ги прекинуваме овие договори, вакви трошења не и требат на Македонија. 450 милиони евра или не знам 450 милиони денари или 380 беа само кампањите од секаков вид. Невладените организации знаете, 50 милиони денари, тоа се близу милион евра, не ни требат, заради тоа што подршка кон граѓанскиот сектор и невладените организации да, на еден транспарентен начин. Не во очи наменување на владата, 50 милиони денари да се поделат на сомнителни невладени организации. Повелете. Ви благодарам на сите за вниманието со кое што не следите.